Петата рунда на втората лига донесе неколку интересни резултати, а кои направија промени на табелата. Слоговиница влезе во резултатска криза со 3 порази во низа, откако повратникот загуби пред својата публика од Беласица со резултатот 1-2, со што Струмечина нижа 4 победи во низа. Во Радовиш немаше поголовци, Детонит Плачковица и Шкенди Рачино одигра 0-0 и ги поделија бодовите, а голови немаше ниту на дуелот меѓу Охрид и Кожув, каде двете екипи мора да се задоволат само со бод. Тежок пораз доживеа победа, со што Прилепскиот клуб во својата историја испише една негативна страница. И со тоа повеќе од јасно дека клубот е во тотален хаос и практично ќе има многу тешка мисија да се избори за опстанок. Прилепчини во автокоманда беа декласирани во секој поглед од Скопје со убедливи 8-1. Осогово се врати на победите, откако го доби големо Конјери во гости со резултатот 0-2, со што жетварите на своето конто додаваат 3 важни бодови. Брегалници ја продолжува победничката низа, откако во македонска Каменица Студентери славеше над Каменица Саса, со тоа сините се на врвот од табелата, а овој надпревар го следевте на М-нет телевизија. Новој се забележа минимална, но голема победа над Тетек, со што сега има 9 бодови и прогресира кон горен дел од табелата, откако славеше со 1-0 над Штофарето Тетово. Во ресен се одигра дуел на две екипи кои во претходното кол има вистинска катастрофа, а сега на мечот за рехабилитација екипата на Вардар Неготино со 1-2 славеше над Преспа. Следниот викенд ќе се одиграат над преварите од шестото коло, која коло носи одново интересни надпревари кои сигурно е дека ќе направат нови промени на табелата, а повеќе од јасно дека не очекува на вистина тешка и неизвестна сезона.